На еден месец пред жетвата на оризот, производителите се пред двојни проблеми. На нив дома се уште им стои голем дел од ланскиот, а веќе стигнува и реколта од овогодишниот ориз. Стојат непродадени. Еве, складираме го стоја. Дел, да речеме, тоа што успеавме да продадеме есента, во текот на жетвата, тоа е. Веќе е се блокирано, цените паѓаат, можеби 50% оризот стои на луѓето. Тоа има, па 50% има. Има ориз стојат. Стоја не го продават народот. А што ќе одај не може да извадаме човек. Причините за ова се одамна познати и нерешени, што земјоделците од Кочанско-Виничкиот регион ги става во најмало ќоше до сега. Лоше. Најголем проблем е со цената, откупната цена. Мака голема, трошкови големи. Работна снага нема. Ние не може да извадиме за тоа што ќе го работиме, не може да извадиме. Ние работиме како роб за држава, ништо друго. Без пари, нема, цена нема, тоа трошкове даваме и ништо. Ние најмалку не можеме со цена од 18 денари до 20, на ѓубрива по 600-700 денари за 25 килограми, вреќа е неисплатливо. Овој проблем нив досега неколку пати ги мобилизираше јавно, барајки решение. Но оризот сепак им остана дома или го дадоа по за нив депримирачка цена. Моментално е од 15 до 18 сега. Е катастрофа. Треба да биде бар 25 со 50. А ѓубре, препарати, тоа се качи. Дупло иде. Поради ова, површините под ориз и оваа година се помали, бидејќи довербата во негово одгледување е се помала. Во моментов неоткупени се 6000 тони ориз, а речиси во амбарите е и новата реколта. Земјоделците на себе си предвидуваат драматична екзистенцијална есен и зима, бидејќи пари не им доаѓаат од никаде. Од друга страна, од Министерството за земјоделство велат дека состојбата со оризопроизводителите се следи перманентно. Министерството ја презема одговорноста за сите проблеми на оризопроизводителите, да разговара и да бара решение заедно со нив.